Почитувани, денес почнуваме со обелоденување на скандалот Бисера Антоанета, серијал на пресконференции низ кои ќе презентираме во каква аздисаност и раскош живеела и министерувала Бисера Костадиновска Стојчевска, Бисера Антоанета, министер за култура од СДС. На почеток, сакаме да нотираме дека согласно уредба е регулирано трошоците кои ги прави министерот за култура на месечно ниво да не можат да надминат 60 евра во денарска противвредност и дека истите треба да направат раздолжување во благајничката каса во рок од 7 дена по завршувањето на службениот пат. Бисера Антоанета во неколку наврати го пречекорила дозволеното ограничување, а се раздолжувала и по неколку месеци. Ова е само вовед. Суштината е во деталите. А тоа во овој случај е како се трошени средствата на граѓаните од страна на Бисера Антоанета. Денес ќе го презентираме првиот случај. Имено, во октомври 2023 година министерката Бисера Антоанета остварила службено патување во Лондон во трајање од 4 дена, и тоа од 24 до 27.10.2023 година. Покрај трошоците направени за хотелско сместување, во патниот налог има приложено сметки за репрезентација, но при уводот на содржината на сметките за репрезентација и увидот во приложените сметки од службената картичка виза се констатира ненаменско трошење на буџетски средства спротивно од прописите. Бисера Антоанета потрошила 714 фунти исклучиво за лични потреби. Во продавницата Gift Galore Лондон потрошени се 89 фунти и купени се фудбалска топка City Football и плишено мече Paddington Bear, и двете платени од службената картичка виза. Шопинг манијата на Бисера Антоанета не запрела тука, туку продолжила и во познатата продавница за куфери Samsonite, каде министерката со средства од буџетот решила да се поднови со 2 куфера, еден голем Upscale Spinner Black во износ од 219 фунти од службената картичка, еден помал од истата линија во износ од 59 фунти платени во кеш од службените парични средства. Нормално, за да можеме да ја наречеме Бисера Антоанета, трошењето морало да продолжи. Таа со народни пари пазарела во Mark & Spencer, каде потрошила 42 фунти за чорапи и хулахопки, платени во кеш од службени парични средства. Во Gift Box во Лондон, продавницата за подароци потрошени се 146 евра од службената картичка виза. За ова трошење нема доставено никаква сметка, туку само слипот од платежната картичка. Исто така, потрошени се 158 фунти платени во кеш од службените парични средства во Warner Bros, Studio Tour Лондон, Harry Potter за подароци како што се ракавици, маички, ташна, внимавајте, за милениче, изгубена диадема и слично. Се на се, за лични приватни потреби, Бисера Антоанета троши 714 фунти или пресметано во денарски парични средства 51.169 денари. И тоа за 4 дена во Лондон. Пари со кои во Македонија се храни цел месец едно 4-члено семејство. Бисера Антоанета се расфрла со народните пари за лични задоволства. Ова е само почеток. Во наредните неколку дена ќе покажеме до каде одела раскалашеноста на Бисера Антоанета и зошто велиме дека Македонија е ограбена држава.